појавене повторно во уште едно од нашите дружења, каде заедно правиме екскурзии низ политиката, низ политичкото, низ општественото, и се обидуваме да се најдеме себе си во сета оваа џунгла кој што ни ја наметна луѓето кои што постепено ни го киднапираа животот, ни ја киднапираа земјата, ни ја киднапираа иднината, а ние се прашуваме и натаму каде сме и како успеавме сето тоа да им го дозволиме. Минатиот пат го спомнавме тој капитен, таа глава, преку која целиот тим, целата екипа се препознава себе си и секој си го наоѓа она место за кое што е создаден и каде што е најдобар. Овде денес би сакал малку да чепнеме сега за таа глава кога не е само начело на еден политички субјект, значи партија, движење, организација, група, владина, невладина, било каква, туку се наоѓа веќе начело на самата држава како оној најсериозен политички историски докажан субјект. Сите народи се групираат во држави. И од кога е свети век не познава ни историјата, ни политиката, ни општеството било која поефикасна форма на организација од државата. И сите оние теории дека може едноставно лесно да се излезе од државата и да се создадат недржавни парадржавни формации кои што не ќе ја предизвикаат државата за кратко време само за да може да ја отстранат власта и тие да дојдат на нејзино место, туку ќе можат долго време да постојат без никакво државно присуство, се покажаа не само како утописки, туку како нереални. Било какви групи, например, има во Шпанија, например, со децении постои во Баскија, една група на луѓе кои што имаат организирано задруги, токму по моделот на една солидарност, на една меѓусебна самоуправна одговорност, каде што се обидуваат до максимум да се оддалечат од државата, но сепак оној момент кога ќе се соочат и самите со разни безбедносни прашања или кога ќе излезат од таа заедница, сепак доаѓаат во контакт па и во потреба државата нешто да им обезбеди. Слични се разни примери, например од манастири, религиозни заедници, па до оние, например, истражувачки станици на Антарктик. Едноставно луѓето можат да функционираат во некои недржавни елементи, се додека не се соочат со крупен предизвик. И сите тие задруги, таму оној момент кога би се соочиле, не знам, со големи природни катастрофи, со пожари, земјотреси, со некои страшни климатски феномени, дефинитивно би морале да побараат помош дали од војска, дали од некои други единици, со хеликоптери, со обучени луѓе за помош, за медицинска помош, и тоа би било единствен начин да продолжат потоа со својата мисија. Државата како таква од самиот свој почеток ја препозна улогата на лидерот, улогата на водачот, би можеле да речеме, на она што ние би можеле да го препознаеме како државен поглавар, човек кој што е број еден и кој што дури кога нема реална власт, народот тоа го препознава како еден голем греф, како нешто што реално му е одземено. И, например, познат е случајот во Русија, кога Борис Годунов го превзема тронот и според народното верување губива ни крив ни должен вистинскиот наследник Димитри, и тогаш пољаците ова го користат и дури неколкумина наоѓаат младичи кои што се представуваат како вистинскиот владетел, неколку лажни Димитрии. Тоа е моментот кога пољаците чувствуваат токму со легендата за лажниот Димитри, лажниот цар, да ја заземат Москва, единствен случај во историјата. Како успеваат така што народот го жали ова кутро дете, кој што е убиено од овој насилен узурпатор. А тој узурпатор на тронот, целиот свој живот, се плаши за тој неправедно завземен, не наследен, туку завземен трон. Тој узурпатор, кој што е дел на една од најпознатите руски опери, има неколку филма во Советскиот сојуз, се сеќавам на онде од 80-тите години, вистина Годунов трепери за својот живот, трепери за животите на своите деца и една несреќа, една клетва, јас би рекол, го прати цело време, додека народот го колне и проколнува, и тој тоа го чувствува, иако директно никој не му го вели. Тој тоа го чувствува, например, кога еден јуродив, еден луд човек, но прифатен како свет, зашто кажува вистината, една врста на градски дворски шут, општ дворски шут, му вели во лице, нареди им на твоите стражари да ме убијат како што го уби кутриот Димитри.
Значи, народот јасно го препознава узурпаторот, кој што не може на природен начин да владее, да го води народот, зашто тоа не му е дадено. Оваа ситуација, уште во тој 17 век, кога се случува драмата на Димитрий Годунов, после што инаку ова најдолга руска династија Руриковичи, тоа е династијата на светиот кнез Владимир, кој што ќе ја крсти Русија, династија која што значи трае во тоа време 8 века. Ќе замине од историската сцена и ќе ја заменат Романови, многу помладе династија. Ете, сите тие узурпатори до какви сломови, до какви промени крупни во сиот поредок можат да доведат. Но дури француската револуција и предна англиската на Кромвел ќе доведат до една ситуација во која овие водачи ќе бидат до таа мерка делегитимирани да на нив ќе им се суди како на обични граѓани. Ако ги видиме на пример процесите и против англискиот крал, а посебно против францускиот Луи XVI, нив им се суди како на човек со име и презиме Луи Капе. На пример во случајот на францускиот крал му се суди како на обичен граѓанин кој што направил цела низа, што би рекле ние денес, коруптивни престапи, скандали, бил дел од коруптивни скандали и затоа е осуден ни малку ни повеќе на смрт. Сега овде ние во расправата во францускиот парламент, во оној ран француски парламент од кој што ќе се изведат и многу други парламенти со сета она структура на лев, десен, центар, умерени, радикални фракции, партии денес, и имаме таа расправа меѓу јакобинците, идните леви либерали, демократи, демократски социјалисти, социјалисти, марксисти, анархисти и жирондинците, идните демократски конзервативци, демократски христијани, разни врсти на етатисти, па и на монархисти, на ројалисти, значи оној десен спектар, каде што јакобинците бараат да му се суди како на граѓанин, за да се избегне одговорноста и принципот на одговорност да биде еднаков за сите. Се до денес левите на тој начин ќе морализираат за се. И морализирањето, дури во оние моменти кога го загрозува општиот интерес, останува монопол на левите. Од друга страна, жирондинците овде одговараат со разни правни, јас би ги нарекол запирки, точки, извичници, барат разни правни заседи, како се тоа да го забават, и едноставно формата во оној момент кога не можат суштински да пројават монархиски или ројалистички ставови, ги зазема оние ставови кои подоста кај десните ќе бидат препознавани како чување на актуелниот поредок, негово ненарушување, дури во време кога се чини дека неморалот постепено го турка моралното. Но тие едноставно сметаат дека тие стари институции се вредни, ако ништо, дури ако да не бидат сочувани, барем да бидат почитувани. Тоа можеме да го видиме во она формална британска монархија, каде што, иако реално, и сами викаме како британска кралица или сега крал, нема некое влијание, но сепак таа традиција, тие институции се почитувани, би рекле ради реда, или едноставно затоа што значат некој континуитет. Кој е тој континуитет? Па, се таму до Втора светска војна, епохата се означувало токму според тој крал, викторијанска, едвардијанска, модата, конкретниот политички модус, сето тоа било сваќано според оној прв човек, значи преку кој што била препознавана Британија, па макар самиот имал само символичен значај, но тој символ е многу значаен. Скоро починатата Елизабета II ги поврзува конзервативците на Черчил со современите конзервативци. Континуитет како што е тешко да се замисли во еден строго републикански модел. Зошто сето ова сега за нас би било значајно? Затоа што оваа делегитимизација, тој феномен на Годунов, на узурпатор, дојде до својот врв. По Втората светска војна, кога на поразените Германија и Италија пред се, им беше наметнат еден строго парламентарен модел, во кој што не монархот, Италија паралелно со падот на фашизмот изгуби монархијата, а Германија го изгуби царот со поразот во Прва светска војна. И не случајно републиканскиот модел во сите овие случаи
случаи е поврзан со поразот. Во двата случаи на поразените им е наметнат модел на она што во нашата православна традиција се нарекува многу началие. Принцип на многу глави, каде што се губи таа глава, тој капитен преку кого не препознаваат, кој што одлучува, ги носи судбоносните одлуки и се суди не само со моментот, туку со историјата. Тешко е да се замисли еден министер за труд, за транспорт, да се суди со историјата од 2017, например. Никој овде не ни помни кој пред 30 години ги имал тие функции. Го помниме председателот, го помниме владетелот, го помниме суверенот, го помниме човекот кој е прв дипломат и прв војник, кој не значува амбасадори, кој што е командант во случај на воена состојба, кој што кога треба става униформа и на кого што ги ставаме нашите надежи, но ги фрламе и нашите клетви. Ваков човек се губи кај поразените. Ова го сваќа Де Гол, па создава еден модел на републиканска монархија во кој што председателот сега сепак се враќа како број 1, како ефективен републикански монарх. Сартер не случајно го препознава Де Гол токму од таа монархистичка традиција и вика овој човек е републикански легитимист, токму од традициите на тие жерондинците, на бурбоните, на гилјотираниот Луј 16. Во традицијата на првиот војник, на првиот дипломат, на човекот кој на бал и на фронт мисли, го води и го има на ум својот народ, доброто на својот народ и за тоа одговара пред Бога и пред историјата. Овие модели денес можеме да ги најдеме во било која успешна политичка творба на современото општество. Председателска република се Соединетите држави. Затоа и дава такви луѓе како Линколн, Рузвелт, Кенеди. Председателски републики се и сите тие таму на западната хемисфера. Затоа можеме да имаме такви луѓе како Перон, например, како Лула сега во Бразил. Може да препознаваме такви луѓе во тој деголистички модел, кој што дава неколку успешни луѓе и она веќе ослабена Франција сепак успешно ја водат низ студената војна. Да не беше тој модел прашање дали ќе има нуклеарно оружје и колку толку некоја сфера на влијание. Путинова Русија успева со еден полупредседателски модел инспириран токму од Француската Петта република да го создаде Путин како државник, не како еден од многуте политичари, она што беше во она Елциновска Русија од 90-ти години, каде што не беше баш најасно кој е број 1, кој е број 2, кој е улогата на министерот за надворешни, на министерот за градежништво, за транспорт, за што се не. Полска, кој што исто така има една длабока традиција на монарси, доста на Јан Собјески, спасителот на христијанството, победникот на турците кај Виена, да се сетиме, и исто така гради ваков модел и веќе постепено се препознава и со економскиот успех и со политичката стабилност преку неколку вакви успешни лидери и на крајот на краиштата и Турција со Ердоган, каде што еден модел кој што меѓу Ататурк и Ердоган беше модел на десетици председатели на влада или ти први министри, луѓе кои што се една врста на координатори, нека се голгетери во спортски речни, но дефинитивно ја немаат иманентно онаа форма на богом дан инспиратор кој што одговара, пак ќе речам, пред Бога и пред историјата. Тешко е да се замисли премиер како прв војник, како прв дипломат, како оној човек кој што и на балот и на фронтот успева секогаш да се бори за својот народ, да се бори пред другите, пред историјата, пред заминатите и за идните поколенија. Сега некој овде би можел да ги даде примерите на британските премиери, например, на други англојазични земји, но јас веднаш би му го спротиставил токму тој принцип на монархијата. Тоа што имаме силни председатели на влада и успешни држави, например во Британија, во САД, во Канада, во Шпанија, исто така Холандија, Данска, Норвешка, не треба да се меша со овој модел кој што им е наметнат на поразените на Германија и Италија, затоа што овде имаме монархии. Во монархијата тој слаб, никаков крал, например во случајот на Шведска, тој дури нема ни конкретна ефективна власт над војската, има посебен офицер еден кој што конкретен воен командант, но сепак сите тие Елизабети, сите тие Чарлсови имаат една традиционална нишка, една традиционална вертикала која што, како што реков,
Черчил, па и Пит помладиот ги спојува се до Стармер, се до ова наше време. Затоа што сите ги помнат тие монарси и ги помнат тие едвардијански, викторијански, елизабетански, например, епохи. Во овој случај, ако ги видиме, например, бившо југословенските искуства, ќе видиме веднаш по крајот на војната, 90-ти години, во републиките на бивша Југославија имаме еден напад, пак од тие институти, полуневладини, со пари од надвор, токму на тој полупредседателски модел и се создава еден уставен парламентарен модел, каде што овој прв човек постепено се тргнува и наместо него се става тој узурпатор, тој Борис Годунов, тој министер кој одеднаш станува узурпатор на тронот. И тоа е случајот после Милошевиќ, тоа е случајот после Туџман, тоа е случајот после Глигоров. Затоа тешко е да се препознаат државници, луѓе кои што би биле одговорни, кои што и самите би биле со некое воинствено минато, таков е Бонапарта, таков е Де Гол, пак спомнавне, таков е и Путин, и кои што сега во своите зрели години се обкружуваат со една таква екипа, со луѓе кои што знаат како и на фронт, кои што знаат како и во дипломатски преговори, луѓе кои што имаат и технички познавања, знаат јазици, но знаат да управуваат и со оружје кога треба. Таков тим може секогаш да ја носи државата низ сите оние историски премрежја на доброто на идните поколенија, но и да не се посрамат од нас никогаш нашите предци. Во тоа име, драги мои, ве поздравувам.